Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што ова вечер ќе слушаат емисијата Гласот на вистината. На вистина мене ми е уште еднаш мило и драго што можеме и ова вечер по милост Божја, по благодат Божја да бидеме тука заедно, се разбира со цел да го слушаме неговиот глас. Затоа што Библијата ни зборува дека неговите овци кои се во неговото трло или неговото стадо, тие го слушаат гласот негов и врваат по него. Од друга страна, Библијата зборува дека кога Христос ќе дојди на овој свет, повторно, по црквата, по невестата негова, дека тој ќе ги оддели овците од козите, како што тоа го прави, пастирот. Така да, мојата молитва ова вечер, па и секогаш е да бидеме дел од тоа Христово стадо. Стадо кое што ќе не однесе, се разбира, до вечноста. Тоа е едно од поголемите прашања, дали всушност ние припаѓаме на тоа Христово стадо. Има еден услов, благ услов, јас би го нарекол, а Библијата тој услов ни го открива, а тоа е да бидеме послушни на неговиот глас. По автоматизам ние припаѓаме на тоа Христово стадо. Сепак, кога ќе читаме Библијата, ќе видиме дека дури Христовото стадо е засновано врз воскресението на Исуса Христа. Библијата го опишува Исус како добриот пастир, кој ги полага или која полага душата своја за своите овци. Потоа, Библијата зборува дека Христос точно и ја положи душата своја заради своето стадо. Во Евангелието на Јован нас ни е запишано дека тој доброволно ја полага својата душа за своите овци. Зошто? Затоа што Христос е добриот пастир, кој ја полага својата душа. Па дури и псалмистот Давид во неговите псалми зборува за добриот пастир, дека Господ е добриот пастир. Тој е всушност нашиот добар водач кој е спремен во секое време и невреме да ја положи душата своја. Како што реков, тоа Христос го направи, додека беше на оваа земја. Тој ја положи својата душа, беше мртов. 3 дни беше мртов и на крајот воскресна од мртвите. Библијата вели дека Христос умре и воскресна според писмата. Иако реков, постојат многу луѓе кои што го побиваат Христовото воскресение. Постојат друга група на луѓе кои што воопшто не гледаат како на некој сериозен настан. Некои пак дури ни размислуваат за сето она што се случи пред 2000 години. Но почитувани, сакам навистина преку овие серија предавања да пробудам во вас мисла дека Христос умре заради сите нас пред 2000 години и воскресна заради сите нас. Кога Христос појде во гробницата при својот пријател Лазар, неговата сестра му вели: ако Господе ти беше тука, мојот брат немаше да умре. Но Исус си вели: Марто, верувај, твојот брат ќе оживее, ќе воскресне. И така како му вели: верувам и знам да кога ти повторно ќе дојдеш на овој свет. Библијата зборува за воскресението, дека всушност некоја од наредните емисии ние малку повеќе ќе се занимаваме со оваа тематика, со првото воскресение. Во книгата Откровение, кога читаме за воскресението, ќе видиме дека блажен и свет е оној кој има дел во првото воскресение и дека над него втората смрт не ќе има власт, а тоа е гехената. Тоа е вечното одвојување од самиот Господ Бог. Затоа многу важно е да веруваме во Христовото воскресение и да знаеме една многу клучна работа. Затоа се сите овие серија предавања и верувам дека ќе ви помогнат, затоа што се засновани врз Светото писмо. Ако веќе поседувате Свето писмо, читајте ги стиховите кои ви ги читам
од самото писмо кој ви ги препраќам како порака до сите вас, читете, следите и видите и одлучите и донесите одлука. Дали ви ја зборувам вистината и дали зборувам од Светото писмо како темел на Христовото воскресение. Библијата зборува за Христовото воскресение. И не само тоа, туку напоменавме дека Библијата зборува кои ќе беа последиците ако Христос не воскреснеше од мртвите. Како прво и основно немаше да биде поразен ниту ѓаволот. Но Библијата зборува дека Бог преку воскресението го порази ѓаволот и ја порази смртта, силата на смртта ја порази со самото воскресение кој Христос го направи. Всушност Бог преку Исуса Христа и со тоа нам ни даде да преку вера во Синот Божи на ден да воскреснеме како што пријателот на Исус Лазар воскресна. Исус вели, секој кој верува во мене ќе воскресне во последниот ден. Всушност ќе има дел во тоа прво воскресение. Значи, почитувани, има надеж. Надежта е точно во воскресението на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Има иднина во воскресението на Исуса Христа. Тоа значи дека оние кои што загинале, не загинале залудно. Оние кои што загинале за Христа, за сведоштвото на Исуса Христа, не загинале залудно, затоа што ги очекува живот вечен и блаженство при Божјото, се разбира, присуство. Постојат многу погрешни теории денеска во светот по прашање на воскресението на Христос. Јас ќе набројам само неколку работи, но сепак само сакам да напоменам од каде апостолот Павле, интересната работа е точно во 15 глава, па дури и потоа подоцна апостол Павле и Петар и другите апостоли, но сега ова вечер сакам малку да позборуваме, можеби се запрашуваат од каде му сознание на апостолот Павле дека Христос бил воскреснат од мртвите и тој да пишува писма точно по прашање на воскресението на Исуса Христа. Кога ние заедно ќе отвориме во Дела апостоли, 9 глава, точно ќе видиме што ни е таму запишано, како Господ Исус му се открива на апостолот Павле, кој, нели, знаеме, го викале Савле. И еве што ни вели Словото Господово, Дела апостоли, 9 глава, вели: а Савле, дишејќи уште од застрашување и убиства против учениците на Господа, тој дојде кај првосвештеникот и побара од него писмо за синагогата во Дамас, така што ако некој таму најде, некој што го следат овој пат, мажи и жени, врзани да ги доведе во Ерусалим. Но додека по патот наближуваше до Дамас, наеднаш го обзеде светлина од небото, и откако падна на земјата, слушна глас што му зборуваше: Савле, Савле, зошто ме гониш? А тој одговори: кој си ти, Господине? А Господ му рече: јас сум Исус, кого ти го гониш. Тресејќи се од страв и ужас, тој праша: Господи, што сакаш да направам? А Господ му рече: стани и влези во градот и ќе ти се каже се што треба да направиш. А луѓето што одеа по него, стојки, занемени, вчудовидени, слушајки го гласот, а никого не гледаа. Савле стана од земјата, макар што му беа очите негови отворени, ништо не гледаше. Водејќи го за рака, го одведоа во Дамас и 3 дни остана слеп и ништо не јадеше, ниту пак пиеше. Еве како Словото Господово ни открива во Дела апостоли средбата меѓу апостолот Павле, кој бил Савле, и како Господ Исус, се разбира, од небото му се открива. Библијата вели дека Павле имал специјално откровение. И подоцна апостолот Павле во оваа книга, книгата на Дела апостоли, тој го дефинира, го објаснува своето сведоштво. Како Господ Исус го сретнат
за патот на Дамас и дека тој сам му се објави. И оттаму апостолот Павле ја имаше целосната слика и целосното разбирање дека Христос е жив и дека тој воскресна од мртвите. И затоа Павле зборува точно за воскресението на Исус Христос. Ако видите подоцна, според некои историски сознанија, како заврши животот на Павле. Па дури Библијата зборува дека неговиот живот заврши во Рим со тоа што му беше одсечена главата заради сведоштвото и воскресението на Исуса Христа од страна на лошиот император Нерон. Во таа иста година дури и апостолот Петар беше убиен заради верата, заради сведоштвото и воскресението, се разбира, на Исуса Христа. И затоа тој вели, ако оние што умреле, а Христос не воскреснал од мртвите, тогаш ка залудно умреле, залудно загинале. Но сепак Библијата по ова прашање, како што кажав, е многу јасна и гласна. Но реков дека имат во светот денеска повеќе погрешни теории по прашање на воскресението на Исус Христос. Една интересна теорија вели дека тој не воскреснал, дека во тој момент бил онесвестен. Ова теорија зборува дека Христос бил онесвестен. Едно одредено време бил онесвестен, ама и не мртов. И нели знаеме човек кој што е едно одредено време онесвестен или е можеби во кома, по некој одредено време има можности да се освести или да стане од кома. Заради нени сите тие наносени или носени болки кои што Христос ги претрпуваше од страна на римските војници, па дури беше распнат, се разбира, на крстот. Ова теорија вели дека Христос се онесвестил и дека повторно се освестил. Значи, Христос ниту бил мртов, па ниту воскреснал од мртвите. Потоа, теоријата за визијата. Ова теорија вели дека Христос се појавил, но како дух. Еве што ни вели да прочитаме во Лука 24 глава 39 стих. Еве што вели Христос. Видете ги раците мои и нозите мои, јас сум истиот, допрете се до мене и гледајте, зашто духот нема тело и коски, а како што гледате, јас имам. Значи, Исус се појавил по неговото воскресение и тој им вели, духот нема ни тело ни коски, но како што гледате, јас имам. И оваа теорија фактички, но кога ќе ги разгледаме сите други останати теории, ќе заклучиме дека сите овие теории може да паднат во вода, затоа што Христос воскреснал, се разбира, од мртвите. И Библијата зборува дека тој е жив за сите векови и дека тој, иако беше мртов, но сега е жив и ги има, се разбира, клучовите на адот и смртта. Потоа, псалмистот вели, да слезам во долината на смртната сенка, таму си ти, Господе. Каде и да одам, ти си таму. Твоето присуство е насекаде. Бог е присутен насекаде. Тој не е ограничен, туку е надвор од времето. Христос е меѓу нас. Во 80-та глава тој им дал едно огромно ветување дека каде ќе бидат собрани двајца и тројца во негово име, дека тој ќе биде секогаш присутен. Потоа при самото заменување од оваа земја, по воскресението, Христос и дал едно огромно ветување на црквата, дека повторно ќе дојди и ќе земи црквата кај себе. Почитувани, какви се сите овие ветувања ако Христос не воскреснал од мртвите? Ако тој не е жив, е се уште во гробот. Дали има логика да веруваме, да се впуштиме во верување во едни вакви ветувања, ако Христос не воскреснал од мртвите? Дали е тој сега со нас? Дали е тој меѓу нас? За кој што Библијата, за кој што и тој самиот не зборува.
Библијата ни открива дека тој воскреснал и дека сите овие заговори, сите овие теории се разбира не се веродостојни и паѓаат во вода со тоа што Христос воскреснал од мртвите. Па дури и теоријата дека неговите ученици го украле телото на Исуса Христа. Не, Христос воскреснал од мртвите и тој е жив до денес. Тој може да живее и да воскресни во твојот живот. Ова вечер, ако се уште не си го повикал Христос во твојот живот да дојде, сега е моментот да го повикаш. И тој е жив. Тој воскресна од мртвите. Тој ќе дојде во твојот живот, ќе воскресни во твојот живот. Всушност ќе го воскресни твојот мртов живот. Затоа се надевам дека овие серија предавања ќе ви помогнат да можете повеќе да разберете за раѓањето, за воскресението на Исуса Христа, кое што скоро пола година ги посветуваме. А потоа, ако даде Господ, уште една емисија ќе имаме за воскресението на Христа и потоа ќе продолжиме со некои од наредните теми за кои што се запишани, се разбира, во Светото Писмо. Пријатна вечер, имајте убава, благословена вечер и се разбира се слушаме до наредната емисијата Гласот на вистината. Пријатно и Господ со вас нека биде. Амин.